одлуката на судот, дали ќе се жалите на Во секој случај да. Тука нема дилема, бидејќи стојам на ставот дека обвинението беше издржано, подкрепено со доволно докази и во секој случај жалбата ќе следи. Причините ги слушнавме заедно, ќе се произнесеме, се надевам дека писмено изработената пресуда ќе даде и дополнителни причини од кои се раководил судот, но во секој случај за нас како обвинителство, обвинението сметам дека е основано, бевте во судницата, го следевте самиот процес, ќе се жалиме, тоа е правниот механизам со кој можеме да реагираме во вакви ситуации. Судиката констатираше дека не постои кривично дело, затоа што купата веќе била пишана во катастарот и во книгите. Ваш коментар околу тоа? Во однос на тој став на судот, како ќе се произнесеме во писмената жалба, во моментов можам да кажам дека во овој случај не е спроведена постапката за легализација, која нешто го констатира и самиот суд, се работи за една процедура која што согласно законските прописи требала да тече по инаков начин. Најпрво се вади одобрение за градење, тек потоа се почнува со градба. Тоа мислам и судот го констатира дека во одреден период се градело без одобрение. Тоа што не реагирале соодветните институции не е основ за исклучување на кривичната одговорност на обвинетите кои беа во овој процес. Ова е прв предмет на сојуз за кој што има ослободителна пресуда, како го толкувате тоа? Одлука е на судот. Одлука е на судот. Наш правен механизам е исклучиво жалбата. И тоа ќе го сториме во овој случај без дилема.